Минатиот пат веќе ја најавив ова тема, кога зборувавме за добрите дела, објаснивме што се добрите дела, дека тие се обележија за наш христијаните, дека тие се еден вид беч, како што полицајски го препознаваме по значката, нас христијаните не препознават преку добрите дела. Библијата вели дека ние сме создадени за добри дела, однапред Бог што предвидел да ги вршиме. Ни кажува дека Словото Божјо вели е целото дадено за да може да не направи совршено добри за вршење добри дела. Така да многу работи се вртат околу добрите дела во животот на христијаните. Но се подига прашањето зошто да правам добро? Ние некако добрите дела ги сакаме кога нам ни се прават, ама кога ние треба да правиме на некого добро дело, тогаш го подигаме тоа прашање. Зошто бе јас некому да правам добро? Кој мене ми направил? Кој мене па ми дал нешто? Од кој јас сум видел ајер? И имаме безброј причини да наброиме за да не правиме добро. Најчесто или сме разочарани затоа што сме правеле, па никој не ти вратил соарно, не сме виделе ајер, знаеме да наброиме многу луѓе, на овој сум му помагал, на овој сум му помагал, па никаква корис, па на крајот велики ти сврти нож во грбот. И затоа јас сакам денеска да ве охрабрам, да ви дадам неколку причини зошто да правиме добро. Ние можеме да најдеме многу изговори зошто да не правиме, ама верујте, има и добри причини зошто да правиме добро. Имам 6 причини, денеска ќе слушнеме 3. И првата со која што ќе започна, можеме нема да ни е многу омилена, но таа е исто така валидна и добра причина зошто да правиме добро. Првата причина е бидејќи добрите дела се заповед и императив за христијаните. Тоа значи, христијанскиот живот не е можен да се замисли без добрите дела. Библијата е полна со заповеди до човекот, особено до Божите луѓе, за добри дела. Само во Новиот Завет има над 100 стихови кои што ни кажуваат дека треба да вршиме добри дела. Ќе погледнеме некои од овие стихови и од Стариот и од Новиот Завет. Во 5 Мојсија вели, бидејќи бедните никогаш ќе ги снема од земјата, затоа ти заповедам, гледате, ова е во заповедна форма, отвори ја широм својата рака за твојот брат, за својот беден и за оној што има потреба во твојата земја. Овде Бог јасно кажува на израелскиот, на Божиот народ во тоа време, денеска ние сме Божиот народ, вели, бидејќи постојано има луѓе во потреба, јас ти заповедам да ја отвориш твојата рака, ти заповедам да бидеш човек кој што ќе вршиш добро дело. Во Јован 15 глава 12 стих, Исус вели, ова е мојата заповед, да се љубите еден со друг како што јас ве љубев вас. Кажете ми, кој е највидниот начин на искажување на љубов? Кога ние велиме дека треба да ги љубиме другите, ние сме свесни дека да љубиш друг не е доволно само со зборови да му кажеш него. Вистински начин да покажеш на некого љубов е всушност да му направиш добро. Да ги љубиме другите значи да им помагаме, да им се најдеме кога се во потреба. И ние гледаме дека за нас христијаните ова е заповед. Во Римјаните, тоа го имам пропуштено, во Римјаните 15 глава вели, ние силните сме должни да ги носиме слабостите на слабите и да не си угодуваме на себе си. Секој од нас нека му угодува на ближниот за негова полза и за негово добро. Повторно се кажува, ние кои што сме силни, кои што можеме да правиме добро, сме должни да им помагаме на слабите. Зборот должен значи дека на нас ни е заповедано, се очекува од нас. И во Јаков 4 глава ни се кажува дека оној што знае да прави добро, а не го прави, му се смета за грех. Значи, правењето добро за нас се подразбира. Библијата вели, ако ти можеш да направиш добро, а не го правиш, тоа ти го смета Бог за грех. Затоа за нас христијаните е должност да правиме добри дела. И кога зборуваме за добрите дела, ова ни покажува дека ако си христијанин,
не е доволно само да кажеш дека имаш вера во Бог. Знаете, проблемот со многу луѓе денеска што се нарекуваат христијани е што тие се христијани без дела. Сите денеска се христијани. Ако разговарате со луѓето во неготина, сите ќе ви кажат: јас сум христијан, јас си верувам во Бог. Но Јаков, слушайте што вели. Јаков вели: ако ти имаш вера, а немаш дела, вели, верата без дела е мртва. И Јаков овде ни набројува какви дела. Тој алудира на добрите дела на љубовта. Ако читаме понатаму, тој продолжува во истиот контекст. Вели, ако имаш вера, а немаш дела, вели, твојата вера е мртва. Ако видиш, вели, некого кој што е гол, без облека, и не го облечеш, вели, тогаш твојата вера е мртва. Ако видиш некого гладен, вели, а не го нахраниш, без храна, а само вериш Господ нека ти помогне, твојата вера, вели, е напразна. Јаков овде објаснува дека не е доволно само да се фалиме дека имаме вера, туку нашата вера треба да ја докажеме преку добрите дела. Кога Исус го прашува која е најголемата заповед, кога зборуваме за тоа дека на нас ни е заповедано да правиме добро, Исус одговори на големата заповед е: љуби го Бог и веднаш после неа љуби го ближниот. Ама човекот што го праша сакаше малку да се направи наудрен, па рече: а добро, а кој е мојот ближни? И тогаш Исус му го објасни тоа преку приказната за добриот самарјанин. И тој кажа: еден човек на патот за Ерусалим беше претепан од разбойници и помина еден свещеник, го погледна и си замина. Помина еден законник или левит, го погледна и си замина. И помина еден самарјанин и слушнете што кажува Исус. Вели, тој самарјанинот застана, му ги преврза раните, го качи на неговото добиче, го однесе во гостилницата, му плати на гостилничот за да се погрижи за него, да го смести и рече: ако ќе се вратам, ако нешто потрошил повеќе, јас ќе доплатам. Сето ова се добри дела. И Исус кажа: ти така прави на оној кој што е во потреба. И гледаме дека овде Исус заповедта љуби го ближниот и ја преточи во вршење на добри дела. Ако навистина сакаме да ја исполниме заповедта љуби го ближниот свој, таа најдобро се исполнува кога ќе видиме некого во потреба, како добриот самарјанин. На крајот, кога Исус го праша човекот кој од овие му беше ближен на нападнатиот, на ранетиот, беше очигледно. Фарисеот рече: па самарјанинот, оној што му помогне. И затоа Исус рече: оди и ти прави го истото. И јас верувам дека истото би го рекол Исус и на нас. Оди и ти прави го истото, ако се нарекуваш христијанин. Тоа беше првата причина зошто да вршиме добри дела. Втората причина е затоа што тоа е во природата на христијаните. Библијата ни кажува дека Бог во суштина е добар. Бог е добар Бог и се што доаѓа добро доаѓа од Бога. Ако ние сме родени од Бога, ние би сакале да го имитираме Бог. Знаете како што некое дете по карактер знае да личи на својот родител и ние често пати знаеме да кажеме: цел ја на татко му, или ист на мајка. Затоа што препознаваме дел од особините на детето. А препознаваме во детето особини од таткото или од мајката. По ист начин, ако ние тврдиме дека сме родени од Бога, тогаш тоа е во нашата природа да правиме добро. Велики Бог во суштина е добар. Во 3 Јованово, 1 глава, 11 стих. Вели: кој прави добро, тој е од Бога. Кој прави зло, не го виде од Бога. Кој прави добро, од Бога е роден. Ние гледаме дека доброто е поврзано со Бог и со неговата природа. Во Лука 6 глава 45 стих вели: добриот човек од доброто сокровиште на своето срце изнесува добро. Ова ни кажува дека
добрината излегува од нас внатре. Тоа е дел од нашата природа. Ние не можеме може некој време да се обидуваме да глумиме, ама ако во нас, во нашата природа нема желба за добро, тоа ќе трае кратко. Тоа ќе биде лицемерно. Но ако во нашето срце е променето и има желба за добро, тогаш тоа ќе излегува таму. Затоа вели добриот човек од доброто сокровиште на своето срце изнесува добро, а лошиот човек изнесува зло. Зашто неговата уста зборува она кое што излегува од неговото срце. Како што во природата на славејот е да пее, вие не можете да го запрете, таква е неговата природа. Како што во природата на рибата е да плива, како што во природата на јагнето е да се пази чисто, така природата на христијанинот е да прави добро. Тоа е дел од нашата природа. Токму затоа во 1 Јованово ние читаме, Јован се чуди како е можно да биде христијанин, а да не прави добро. Вели, како може некој да тврди дека ја има Божјата љубов, а има световни богатства и гледа дека некој од христијаните е во материјална неволја, а тој не сака да му помогне. Јован се чуди, Јован вели, не е можно да си христијанин, да имаш природата на Бог, а да не сакаш да правиш добро. Тоа е дел од нашата природа. Ако ние сушност тврдиме дека сме христијани, тогаш правењето добро само ја одразува природата на христијаните. Па дури и Исус, кога ќе се врати повторно, тој ќе ги препознае кои се христијани, а кои не, токму преку добрите дела. Замислете, Исус влегува во некоја просторија и се чуди кои навистина се христијани. Вели, може некој тука на црква дошол за прв пат, може неверен, како да ги препознам? И вели, знам, преку добрите дела. Тоа е во природата на христијаните. И Библијата ни кажува, ако читаме во Матеј 25 глава, вели Исус кога ќе се врати повторно, ќе ги оддели едните од десната страна и едните од левата страна. И што ќе им каже на тие од левата страна? Ќе каже, одете проклети од мене во пеколот, затоа што не направивте некои работи што требаше. А тие од десната страна ќе рече, одете благословени од мојот Отец во Царството Небеско. Зошто? Кои работи ќе ги нагласи, знаете ли? Вели, Исус ќе им каже на нив, зашто кога бев гладен, ме нахранивте, кога бев жеден, ме напоивте, кога бев гол, ме облековте, кога бев болен, ме посетивте, кога бев во затвор, дојдовте да ме видите. И вели, тие луѓе ќе прашат, кога Господе сме го направиле тоа нешто? Што ќе одговори Исус? Ако сте го направиле тоа на било кој друг, мене сте ми го направили. Значи, гледате, Исус ги препознае вистинските христијани преку добрите дела. Ако денеска Исус треба да дојде и да не подели, јас би прашал во која група ќе се најдеш ти? Дали ќе се најдеш во тие од левата страна или од десната? Да? Или на средината? Нема ограду, да. Знаете ли како ќе знаеме на која страна ќе се најдеме? Преиспитајте се дали сте човек што ги врши овие работи. Преиспитајте се дали сте личност кој што срцето негово воопшто не му е проблем кога некој е во потреба да сака да помогне. Преиспитајте се дали сте личност кој што кога ќе видите некој да е гладен, сакате да му даете да јаде. Кога ќе видите некој да е необлечен, да сакате да му однесете облека. Кога ќе видите некој дека е болен, вашето срце вели оди посети го. Ако вашето срце е такво, тогаш вие ќе влезете во таа група, во тие од десната страна. И тоа е природата на христијанинот. Природата на христијанинот потикнува да правиме такви работи. Тоа е дел од нас. Тоа е толку природно за нас, што не мора некој да ни кажува. Едноставно нашето срце ни зборува направи се. И понекогаш, да бидем искрени, кога некој ќе не праша зошто
ги правите овие работи, иако не ви се враќа со добро? Зошто ги правите овие работи, иако луѓето не знаат да ценат? Ние најлесно е да им кажеме, затоа што тоа е дел од нашата природа. Јас ќе правам добро без разлика на сет. Има еден интересен пример за некој човек кој што отишол со негов пријател на планина да кампува и таму запалил оган. И наеднаш додека го разгорувал огинот, од гранките паднала некоја змија во огинот. Човекот ја пружил раката за да ја спаси змијата, ја фатил за обашот да ја истргне од огинот, но во тој момент змијата се свиткала и го каснала за раката. И од болката човекот ја испуштил во огинот и таа паднала пак внатре и пак почнала да гори, и тој тога земал едно стапче и со стапче ја истргнал од огинот за да ја спаси. Неговиот пријател го гледал тоа нешто и му се чудил, рекол: ти првиот пат се обиде да ја спасиш, таа те касна, и покрај тоа што те касна, ти пак се обидуваш да го спасиш животот. Јас не можам да те разберам. И тогаш пријателот му одговорил, рекол: во природата на змијата е да каснува, таа е таква, тоа е незината природа. А пак во мојата природа е да правам добро. Таа не може да ја смени својата природа, таа е таква, ниту пак таа може да ја промени мојата природа. И покрај тоа што таа е зла, јас ќе продолжам да го правам тоа што е во мојата природа и ќе продолжам да правам добро. Да ја прашам, која е вашата природа? Дали вие сакате да имате природата на змијата или да имате природата на овој човек, кој што и покрај тоа што бил каснат, тој продолжува да прави добро? Тоа треба да е всушност нашата природа. Мајка Тереза има една поема напишана на англиски, гласи Do it anyway. На македонски се обидував да најдам соодветен израз, би било преведено прави го seедно или и покрај тоа прави го. И во песната всушност мајка Тереза кажа, ние знаеме која е мајка Тереза, таа исто беше предадена жена на вршење добри дела и веројатно од нејзино искуство во песната таа вели многу пати кои ќе правите добро, луѓето ќе ви вратат со зло. И покрај тоа вели прави го. Многу пати кои ќе правите добро, луѓето ќе го заборават доброто што сте го направили. И покрај тоа прави го, мајка Тереза вели. Многу пати кога правите добро, нема да имате корист од доброто. И покрај тоа прави го. И поентата на песната е токму тоа. Не се откажувај од правење добро, дури и кога можеби не гледаш резултати. И покрај се продолжи да правиш добро. Зошто бидејќи тоа е дел од нашата природа. Кога го прашав пастор Филип Иванов, кој што веќе 6 години во Велес има еден таков проект на правење добри дела на Милосрдие, имат различни проекти. Велам: Филип, што е тоа што те мотивира да правиш добро, дури и кога ти се враќа со зло, дури и кога не гледаш резултати, дури и кога луѓето знаат за направеното добро да те наградат, да те опцујат или да те колнат. Тој вели: една работа што ме мотивира е тоа што мојот татко е добар, а јас сакам да видам како мојот татко. Вели: тоа е во мојата природа и јас ќе продолжам да правам добро и покрај се. И за неја тоа е еден доволен мотив. Ние сакаме да видиме како нашиот татко на небото. Сакаме да го имитираме него. И трета причина зошто да правиме добро, мене оваа причина, да ви кажам, најмногу ми се допаѓа. А тоа е дека правењето добро исполнува со радост. Ќе ви прочитам неколку текстови од Библијата. Во Проповедник 3 глава вели: знам дека нема друга среќа за човекот, освен да се весели и да прави добро за време на својот живот. Во Изреки 11 глава вели: добротворната душа ќе биде наситена и кој напојува друг и самиот ќе биде напоен. И јас верувам дека овде не се зборува пред се за физичка жертва, за напојување со вода, туку се мисли на тоа дека кога ние некого ќе му направиме добро, нашата душа ќе биде напоена. Тогаш осеќаме некаква исполнетост, се осеќаме прекрасно.
И аз верувам дека сите вие сте го искусили тоа, кога сте направили некое добро дело, сте усрекили некого и си одите дома радосни. Знаете, сте направили нещо прекрасно. Наеднаш душата ви е изпълнена. Имате некаква чудна радост. Не може да си го обясните това нещо, ама ви дојде некаква убава топлина на срцето. Некако много ви е мило, много ви е драго кога сте усрекили некого. И тоа не може да се замени чувство со ништо. Некако дури е поскъпо цена отколку пари да заработите. И ве мотивира да направите одново уште ново добро дело и друго добро дело. Бидејќи кога правиме добро дело, тоа носи радост. И затоа не подсетува во дела апостолски, Лука вели, не заборавајте тоа што ни го порача и самиот Господ Исус. Поблагословен е тој што дава, отколку тој што добива. Зошто? Бидејќи тој што дава за возврат ја добива таа радост и тоа исполнето срце. Затоа вреди да правиме добро. Бидејќи правењето добро носи радост. Не знам дали ви прочитав, ќе го спомнам пак Филип Иванов. Тој всушност зборува во една прилика дека му пишала некоја постара жена која што требало да ја посети. И вели, со таксито, барајќа улицата, баравме низ некои улички и на крајот ја најдовме куќата, била некоја стара, трошна куќа, во која што решиле сепак да влезат. И вели, кога отидов таму имав што да видам. Решиле да однесат еден пакет со храна. Вели, условите беа за никаде, нема струја, внатре имаше болен маж кој што лежеше, за кој што се грижеше оваа жена. А во другата соба ми кажа, вели, имам ќерка која што студира, која што учи на ладно, само за да може да ги заврши испитите. И кога јас си го оставив пакетот со храна, вели, таа почна да плаче. Сакаше да ми ја бакне раката, Филип ја тргал раката и таму велела, ти не ме разбираш зошто сум толку благодарна. Вели, ова утро мојата ќерка дојде и рече, мамо, јас сум гладна, направи нешто за јадење, а вели, јас немав што да их принесам да јадем. И затоа Филип вели, јас кога го оставив тој пакет, си заминав и со солзи, но и со радост, знаејќи дека сум усрекил едно семејство. И вели, добив нешто тој ден, што не може да се купи со пари. Знаев дека сум го усрекил тоа семејство и сум помогнал барем за одредено време да се реши нивниот проблем. И ова го раскажува Филип, сакајќи да ни покаже дека кога ние ќе дадеме еден пакет со храна, тоа не е само пакет со храна. Всушност тоа за некој значи живот, за некој значи спас од таа безизвестна ситуација. Затоа за нас носи радост кога знаеме дека на некого можеме да помогнеме. Ќе ви споделам уште еден интересен пример за некоја девојка која што заедно со нејзиниот татко решиле да отидат на циркус. И додека се наредиле да чекат за да купат билети, забележале дека пред нив има едно семејство, маж и жена со 8 деца. Додека го наблюдувале семејството, забележале дека овие луѓе не се нешто посебно богати. Според облеката можеле да видат всушност дека се доста сиромашни. Децата имале некоја закрпена блуза или палто, искинати панталони, стари патики или чевли и се гледало дека за нив ова не е секојдневен настан. Но веројатно таткото сакал да ги загрува децата и можеби единствен пат во животот ќе им биде на овие деца да можат да видат циркус. Но кога стигнале до касата и таткото прашал колку треба да плати за билетите и жената ја кажала цената, таткото останал без зборови. Рекол колку, жената му повторила уште еднаш и човекот сватил дека всушност нема доволно пари и ќе мора да ги врати децата назад разочарани.
И девојката која што била позади заедно со нејзиниот татко, таа пишува и вели, во тој момент татко ми направи нешто невообичаено. Вели, извади $20 од мојот джеп, ги пушти на земјата, го потапка човекот по рамото што беше пред нас, таткото на овие 8 деца, и му рече, Господине, ви паднале пари на земјата. Човекот се свртил, ги видел парите, сватил всушност што сака овој човек да направи, дека сака да му помогне, но не сака да го засрами пред децата. Се наведнал, ги взел парите и му речел, фала ти многу, му рекол, го прегрнал, му се заблагодарил и отишол и можел да купи билети за своите деца и да ги однесе на циркус. Девојката продолжува да разкажува и вели, јас и татко ми не отидовме на циркус. Затоа што сега немавме ние пари, но вели си отидовме со таква радост, што циркусот не можеше да ни пружи. Си отидовме порадосни, отколку што ќе бевме ако отидовме на циркус, бидејќи знаевме дека направивме едно добро дело. Тоа е таа радост која што ја носи добрите дела. Радост кога на некого ќе му го стоплиме срцето. Радост кога ќе видиме дека на некого сме му го промениле животот. Радост кога ќе знаеме дека некого сме го извадиле од некоја безизлезна ситуација. И јас затоа сакам и ова да го имаме како причина кога правиме добри дела. И мене овој повод најмногу се допаѓа. Добрите дела носат радост. Ако не верувате, направите некому добро дело и ќе искусите таа радост. И ќе видите дека тоа станува заразно. Еднаш кога ќе осетите радоста, ќе сакате пак да направите. И пак, ќе сакате на луѓето да им правите добри дела. Вие можете да го затворите срцето, вие можете да се огорчите и да решите да се живеете себично, но тогаш ќе имате мизерен живот. Луѓето кои што не прават добри дела, кои што не се дарежливи, може да имаат повеќе, ама прашајте ги дали се радосни, дали се среќни. Затоа јас предпочитам, може би да имам помалку, ама да имам срце исполнето со радост и да знам дека го правам она што е исправно. За крај ќе ви пуштам едно кратко видео, еден краток цртан филм, да видите како добрите дела го менуваат срцето на човекот. Како добрите дела донесуваат во нашето срце топлина и радост. Верувам дека ќе ви се допадне цртаниот филм.
Да, ето тоа беше тој краток цртан филм. Верувам дека ја извлековте лекцијата. Овој човек кој што беше намутен со тврдо срце, едно добро дело му го промени срцето, донесе топлина и после самиот сакаше да прави добри дела. Наеднаш му се смени срцето. И тоа го прави доброто дело во нашиот живот, ако дозволи. Го менува нашето срце, донесува топлина, радост во нашето срце. Бидете луѓе што ќе прават добри дела. Нека Господ ве менува по тај начин. Еве, сакам да завршам само со една дури интересна статистика. Сонја Љубомирски, кој што била професор по психологија на Универзитетот во Калифорнија, ја проучувала среќата кај луѓето повеќе од 20 години и открила дека вршењето позитивни дела или добри дела доведува до поголема среќа кај луѓето или поголема радост. Со други зборови, луѓето кои што вршат добри дела се многу посреќни од оние кои што решаваат да живеат себичен живот. Сакате да бидете среќни, вршете добри дела. Со ова завршувам.